Првите 5 кандидати го пробија мразот со представување пред Комисијата за селекција на нов претседател на ДКСК, додека јавност очекува еден од нив да успее да ги излекува раните на антикорупцијата во државата, кој ги нанесе обвинетата екс-претседателка Татјана Димитровска. Распитот се одвиваше без директен пренос, иако изборот на антикорупцијската комисија е единствен процес во државата со ветинки и испрашување на кандидатите. Сепак сите кандидати ветуваа и нотираа слични забелешки како скорешниот извештај за напредокот на државата. Односно, ветија поголема активност во откривање на корупцијата, поголема транспарентност на антикорупцијската комисија и поефикасна соработка со институциите. И тврдеа дека и ќе им се спротивстават на сите политички обиди за влијание врз самостојноста на ДКСК. Јас ќе работам на една меѓусебна култура во функционирањето на целокупната институција и ќе ги заштитам и членовите на комисијата и вработените во секретаријатот, кои што верувам дека секојдневно се соочуваат со голем број на притисоци и влијанија од било која област. Идниот претседател со постојните членови на комисијата и стручната служба пред себе ќе имаат сериозен испит да ја вратат пред се довербата во државната комисија, одговорноста да се управува со процесите за превенција и откривање на корупција, да се обезбедат спроведување на препораките од ГРЕКО. Тоа е основната улога на Државната комисија за спречување на корупција, да поднесува иницијативи, да воспоставува систем во кој што ќе се врати довербата во правната држава. И мислам дека тоа е суштинска работа. Јавното обвинителство предлагам исто така и прогон, значи дигитализација на прогонот. Прво што би направил е сите активности кои што се предвидени да бидат покриени со буџет. Не може да се предвидуваат активности ако не се предвидени со буџет. Тие се неостварливи. Тоа се покажа во пракса. Инсистирала, значи, на ургентност во постапувањето, да бидат пратени сите информации, да се утврдат сите факти колку е тоа во нивна можност. Беше забележливо дека на директни прашања, кој случај на антикорупцијската комисија од мандатот на обвинетата Димитровска поинаку би го сработели и како ја оценува двегодишната работа на овој состав, кандидатите избегнаа директни одговори и представуваа своји замисли за успешна борба против корупцијата. Сите ветија дека нема да се откажуваат, доколку имаат предмети со високи владини функционери. Останатите 5 кандидати своите половина час ќе ги искористат утре, а изборот на новиот претседател се очекува до крајот на неделата. Планирано е денот потоа веднаш како комисија да се собереме и согласно формуларот и законот оние узанси кои што се нели согласно процедурата да направиме рангирање на кандидатите соодветно и да ги оцениме секој член на комисијата посебно и планот е некаде на крајот на неделата согласно оно кое што го пропишува собранието, односно во петок да биде свикана собраниската комисија за избори и именувања и претседателот на Државната комисија за спречување на корупција да биде избран секако по оценувањето на комисијата за селекција. Првпат се бира нов претседател на антикорупцијска среден мандат, бидејќи претходната претседателка Татјана Димитровска поднесе оставка, откако беше обвината за одавање службени тајни документи од предметот на ЗКСК за случајот адитив и за мазутот на ТЕЦ Неготино, како и за тоа дека друг во нејзино име полагал за да добие можност таа да бара безбедносен сертификат државна тајна. Судењето на Димитровска е во тек.